И по 26 години од неуспешниот атентат над Киро Глигоров истрагата се уште не е затворена и не се знае кој се обиде да го убие првиот македонски претседател. Секој министер за внатрешни работи по тој настан секогаш со исти зборови, кога ќе имало некакви детали или информации ќе биле јавно објавени. Во времето кога се случи неуспешниот обид за убиство над Глигоров, прв човек на македонската полиција беше Љубомир Фрчковски, кој сега е предлог на владата за амбасадор во Обединетите нации во Њујорк. Токму неговото име во својата книга До атентатот и по него го споменува првиот собраниски спикер во Македонија Стојан Андов. Тој во неа тврди дека Фрчковски е еден од одговорните за обидот за убиство на Глигоров. Не обвинуваме никој, само факти наведувам јас. Само факти наведувам. Не може одговорноста да ја симне тој од себе, беше министер. Он не е некој случаен човек. Министер за внатрешни работи беше. Пред него некој припремил атентат, извршил атентат, да тој не знае ништо. За тоа ништо не кажува. Нека напише книги за тоа. Ваквите тврдења на Андов беа причина за тужба од Фрчковски против него. Тој со може да се каже навредливи зборови кон првиот собраниски спикер, кажа дека испратил тешки клевети. Чудно е кога така луѓе кои ги знаете ќе одлепат комплетно и цртајќи ја својата улога во транзиторна Македонија, се обидуваат да себе лоцираат како централни позиција. Тоа му се случува за жал на Андов, со кој се знаеме, мислам, не сме некакви непријатели претходно. И го користи, практично го злоупотребува слободата на изразување за прилично шокантни клевети. Обидот за убиство на 3 октомври 1995 година Глигоров го преживеа со тешки повреди во пределот на главата. На лице место загина неговиот возач Александар Спировски, додека со повреди мина телохранителот Илчо Теовски. На повредите им подлегна и Ристо Хаджиманов, пензионер кој бил случаен минувач покрај хотелот Бристол. Тоа утро во 9:50. Глигоров почина од природна смрт на 1 јануари 2012 година на 94 години.